студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на станите на денот. Почина 24 годишниот Стојанче Стефанов, 62-ра жртва на пожарот во Кучани. Домашен притвор за Папазов и поголем број осомничени за трагедијата. Затворскиот притвор за Бектеши останува на сила. Обвинителството поднесе жалба на пресудата од 2 години затвор за возачот кој ја усмрти Теодора во Тетово. Марта Кос на средби во Софија очекува да се најде договор за бугарското малцинство во Македонија. Владата е стабилна и без таравари, велат од знам. Кокетирање со ДУИ за нив е неприфатливо. Дел од трговците бараат продолжување на рокот за објава на цените на производите онлайн. Аптеките бараат да бидат иземени. Верниците се подготвуваат за Великден. Вапцени јајца и утринска литургија за Велики четврток. Во живо во овие вести за 62-та жртва на пожарот во Кучани, но и за состојбата на останатите повредени. Останете со нас, почнуваме. Почина уште еден тешко повреден пациент од трагедијата во Кучани. 24 годишникот Кучани е 62-та жртва на пожарот. Сања Димитровска известува. Сања, каде се лекуваше овој пациент? Токму така 24 годишниот Стојанче Стефанов за жал не успеа да ги победи тешките изгореници повреди поради вдишување на чад. Тоа е 62-та жртва од големата трагедија во Кучани. Еден месец Стојанче беше на лекување во Воено-медицинската академија во Белград и цел месец беше поставен на апарат за механичка вентилација, односно беше еден од најкритично повредените од пожарот во дискотеката Пулс. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на заменик министерот за здравство. Станува збор за пациент со 27% зафатено со изгореници и сериозни повреди од вдишување на чад. Во ВМ е опериран на 4 април и е поставен на ЕКМО апарат. Но заради сериозноста на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба. Сања, кога е овој пациент испретен на лекување во Белград и во каква состојба? Веднаш по пожарот во дискотеката Пулс, кога се пренесуваа сите оние повредени во здравствените установи низ земјата, Стојанче Стефанов беше хоспитализиран на Карил. Меѓутоа, по направената медицинска тријажа од страна на вработените во Карил е констатирано дека има навистина сериозни изгореници и по телото, меѓутоа и на горните дишни патишта, како и на белите дробови. И тоа е еден од првите кој што беше транспортиран на лекување во странство, односно во Воено-медицинската академија во Белград. Овде да ја слушнеме изјавата на раководителот на Карел, доктор Карталов. Со контактите што ги имавме со професор Воислава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да по влошувањето на неговата состојба 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати. Пациентот им подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес. Сања, уште колку лица се хоспитализирани како повредени од трагедијата и каква е нивната состојба? Според информациите од Министерството за здравство, денеска треба да се врати пациент кој што беше на лекување во Солун и во странски медицински центри ќе останат 45 пациенти. Според она што го соопшти заменик министерот за здравство, двајца се во потешка, меѓутоа не се во критична состојба, додека пак во македонските здравствени установи на лекување има 6 пациенти, меѓу кои се и двајца во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, кај кој беше направена трансплантација на кожа. Инаку од пожарот кој што се случи на 16 март, 62 лица загина, околу 200 беа повредени, а повеќе од 110 беа транспортирани на лекување во 22 европски земји. Сања, ти благодарам за информациите. Екс-градоначалникот на Кучани, Љупчо Папазов, е меѓу осомничените за кои ефективниот притвор денеска е заменет со домашен.
Во притвор и натаму останува поранешниот министер за економија Кришник Бектеши. Обезбеден е полицискиот службеник кој беше недостапен за истрагата. Обвинителството тврди дека тимот обвинители работи во полн состав, откако од дуи обвинија дека еден од нив се откажал поради несогласување околу текот на истрагата. Поранешниот министер за економија Кришник Бектеши е единственото звучно име кое останува во притвор во истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс во која загинаа 62 луѓе, а околу 200 беа повредени. Доскорешниот градоначалник Љупчо Папазов од Кумановскиот затвор се сели дома. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осомничени. Поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезбедувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани, Радко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на Пазарна Анета Симеска Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. За амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицаецот, кој беше недостапен за органите на прогонот, изутрината сам се пријавил во обвинителството. Тој е меѓу 10-мината службеници кои завчера беа опфатени во истрагата откако МВР поднесе кривична пријава. Утринава сам се пријавил и сега е пред судија на претходна постапка, велат од обвинителството. Ниту еден обвинител не се повлекол поради наводни притисоци. Обвинителството ги демантираше овие тврдења и оттаму велат дека на случајот работат истите обвинители како и досега. Ваква информација изутрината лиферуваше ДУИ, тврдејќи дека истражните органи истрагата ја водат под политички притисок и со намера вината да ја префрлат кај други. Информациите дека еден јавен обвинител кој бил дел од предметот се повлекол поради несогласување околу квалификацијата на делото и особено поради политички притисоци од страна на партии во владата, во нормална држава би бил аларм за целото општество, соопштија од ДУИ. Опозицијата обвинува, истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници кои морале да постапат копната ноќ, но тоа не го сториле. Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија опфатени се вкупно 59 осомничени лица. Даниел Василев, Сител телевизија. Обвинителството поднесе жалба на пресудата со која на 2 години затвор беше осуден возачот кој усмрти 22-годишната Тамара на пешачки премин во Тетово. Теодора се извинувам. Сега по втор пат гостиварска апелација ќе треба да носи одлука откако во претходната постапка по жалба токму тие му ја намалија претходната казна од 3,5 години затвор. Зоран Јаневски има детали. Јавното обвинителство бара повисока казна за Менсур Пајазити, кој неодамна беше осуден на 2 години затвор за сообраќајка во која загина 22-годишната тетовчанка Теодора Ристовска. Жалбата е вложена поради висината на кривичната санкција, која според обвинителот е преблага во однос на тежината на стореното кривично дело и степенот на кривична одговорност на обвинетиот, велат од јавното обвинителство. Барањето следи по незадоволството од јавноста за одлуката на судијата Елведин Ферати. На ист став се и во јавното обвинителство, од каде велат дека бараат построга казна заради тешките последици од сообраќајката, во која Теодора прво била тешко повредена, а подоцна и починала. Случајот го анализираше судскиот совет, кој смета дека казната не можела да биде повисока, бидејќи првичната од 3,5 години ја намалил апелациониот суд и според законот за кривична постапка, построга казна во повтореното судење е забранета. Но според обвинителството, сепак постоел простор за корекција на пресудата. Последниот збор повторно ќе го има гостиварскиот апелационен суд. Општиот јавен интерес, предизвикан од зачестеноста на вакви кривични дела како појава, укажува на потребата од јакнење на казнената политика како превентивен механизам, па јавниот обвинител одлучи да ја искористи законската можност и да побара од апелацискиот суд во Гостивар да ја приначи казната во повисока. Казната за Пајазити била намалена откако обвинителот на јавна седница во апелациониот суд се согласил на поблага казна. Поради тоа, предметот за увид го побара и државниот јавен обвинител. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Од денеска стручната комисија проверува како починал 57-годишниот пациент кој не бил третиран на клиниката за кардиохирургија. Паралелно траат барањата за оставка од министерот Таравари. Министерска комисија влезе во државната кардиохирургија за да изврши вонреден стручен надзор за тоа како почина 57-годишниот пациент на оваа клиника. Комисијата ќе треба во рок од 8 дена да ја провери работата на кардиохирургија и да даде извештај до министерот Таравари. Сомнаш за работата на оваа клиника, Министерството пројави по извештајот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат дека не работела едната ангиографска сала, но и дека на клинички немало ни стенд графтови за евентуално да се интервенира кај пациентот. Од Министерството велат дека досега кардиохирургија не упатила на тоа дека во периодот на реновирање ќе имаат проблем во функционирањето. Од клиниката за кардиохирургија во своето известување од 8 февруари го известуваат Министерството за здравство дека почнувајќи од 14 февруари во просторот во операционата сала број 2 ќе се спроведат градежни работи и во тој период ќе функционира операциона сала 1, односно пациентите ќе бидат соодветно згрижени со здравствена услуга, коментираат од здравство. Од друга страна не престануваат политичките барања за разрешување на министерот Таравари, откако семејството на пациентот обвини дека тој починал бидејќи во кардиохирургија немало услови за лечење и спас на болниот. Министерот Таравари продолжува да ја крие сопствената одговорност позади некаква стручна комисија, која треба да утврди дали имало пропусти од здравствените работници за случајот со починатиот пациент на клиниката за кардиохирургија. Јавноста мора да знае дека затворањето на единствената сала на кардиохирургија во услови кога очигледно пациентите нема каде да се пренасочат представува колапс на здравствениот систем по директива на министерот, велат од партијата на Пасиев. Слична реакција и барање вчера пак стигна и од опозицијската СДСМ. Таравари предходно изјави дека починатиот пациент бил примен на кардиохирургија, а лекарите одлучиле дека не треба да се оперира, но и дека ќе има проверки дали е направен лекарски пропуст. Според министерот, во една од салите на кардиохирургија се инсталирал нов апарат, пошто требала да профункционира на 15 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Ноќ во Кочанската дискотека. Како се спасил во толпата луѓе. За поминатите болнички лекување и предизвикот да се продолжи понатаму. Тема на денот во 19 со младиот Јорданче Евтимов која преживеа трагедијата во Пулс. Комесарката за проширување Марта Кос од средбите во Софија порача дека е оптимист за наоѓање договор за заштита на бугарското малцинство во земјава. Откако вчера испрати порака дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последна пречка за старт на преговорите, Кос денеска вели дека проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан останува врвен приоритет. ВМРО ДПМН е порача и побара од СДСМ да се извини што ги лажале граѓаните дека промената на уставот е последен услов за интеграција. Еврокомесарката за проширување е сигурна дека Скопје и Софија набрзо ќе постигнат договор за заштита на бугарското малцинство. Пораката ја испрати од Бугарија, каде денеска се сретна со премиерот Желјасков, подпредседателката Јотова и министерот за надворешни Георгиев. Откако вчера испрати порака дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последна пречка за старт на преговорите, Кос денеска вели дека проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан останува врвен приоритет. Поддршка за ваквиот став даде и бугарскиот премиер. Българската позиција е јасна и последователна. Подкрепяме европейскиот пат на всяка страна од Западните Балкани, раководена од принципите на индивидуалниот подход и постигнатија напредък. Вярваме, че ангажираността към реформите трябва да бъде двустранна. От страна на кандидатите, но и от страна на Европейския съюз. Необходима е предвидимост, честност, яснота и диалог. Европейската интеграција преди всичко ще доведе до стабилност и сигурност в региона, защото знаем, че света в днешно време се променя много бързо. И във времена на нови глобални предизвикателства за сигурността ние можем да защитаваме нашата свобода и сигурност и просперитет, само ако нашите съседи са с нас. За да бъдем успешни в това е необходима нагласа, която да преодолее болката от миналото и да погледне към възможностите от бъдещето. И това ще изисква лидерство. Не е вистина дека го блокираме Скопје. Нашите барања се нормални, порача и бугарската подпредседателка Јотова пред средбата со Кос.
Има опит от страна на нашите колеги от Република Северна Македония да представят нормалните искания на България да се спазват европейските критерии, като определена площадка едва ли не от страна на нашата страна и освен това се опитват да ги вкарат в рамките на двустранна блокада, което не е истина. Филипчи СДС да се извинат што го лажа народот дека бугари во уставот се единствен услов за напредок на државата, велат од ВМРО ДПМН, по се погласните пораки кои доаѓаат и од Европската унија и од Бугарија. Додека ВМРО ДПМН бараше гаранции уставни измени со одложено дејство, СДС повторно не убедуваше дека нема опасност од ново вето од Бугарија. И председателот Христијан Мицкоски јасно посочуваше дека смената на уставот е само почеток на барањата. СДС пак лажеше дека тоа не е точно. СДС ја заплеткаа државата во чвор, го лажеше народот и ги распродаваше државните и националните интереси без око да им трепне. Каде е сега Венко Филипче да ја убедува јавноста дека уставните измени се единствениот услов за напредок, прашуваат од владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Владината коалиција е стабилна и без учеството на таравари, вела денеска од партијата Знам по синокишниот состанок на највисокото партиско раководство. Став на Знам е дека партиите кои кокетираат со ДУИ не треба да имаат место во владата, но простор за диалог нема ниту со поранешни функционери од СДСМ за кои постојат сомневања за злоупотреби. Се уште е неизвестно дали разидувањата во коалицијата вреди ќе значат и крај за учеството на таравари во владата. Секој што соработува со нереформираната ДУИ е неприфатлив за владиното партнерство, сметаат од Знам. И покрај привирањата во вреди од партијата тврда дека владата е стабилна. Јасно не одговорија дали по ваквите ставови ќе побараат разрешување на министрот Таравари, таква одлука велат ќе носел само премиерот. Секој кој што соработува за отворени или затворени врати со нереформираната ДУИ за движењето Знам е неприфатлив да биде составен дел на партнерството во кое што учествува Знам. За движењето Знам за наша Македонија не е прифатлива соработка со поранешни, актуелни и идни функционери, пратеници и членови од редовите на СДСМ за кои има индиции дека учествувале или се дел од организираниот криминал и корупција во Република Македонија. Криза во владата нема, тврдат и од вреди кои го обвинија Таравари дека има договор со Ахмети и дека сам се исклучи од коалицијата. Касами како еден од тројцата лидери најавува дека владиното мнозинство ќе се зголемува со пратеници од опозицијата. Владата има стабилно мнозинство. Вие слушнавте дека и самиот Таравари кажа дека не е подготвен да излезе од владината коалиција, но од друга страна веќе има понуди, барања, разговори со други политички фактори во делот на опозицијата кои се подготвени да бидат дел од владиното мнозинство. Така да ценам дека ова ситуација нема да ја разниши владата, напротив, владиното мнозинство ќе биде уште погоре. Криото на Таравари пак се уште остава простор за договор со коалицијата за кандидати за градоначалници во неколку општини. Отворената врата за села и можноста повторно да ги здружат силите најверојатно ќе биде одбиена. Преку статус села му врати дека според албанската традиција е обичајното право. Домот не е само место каде што живеете, туку е име и идентитет. Честа довербата дадениот и чуван збор се атрибутите кои овој собственик мора да ги има, напиша села враќајќи му на Таравари. А владеачката ВМРО ДПМН смета дека превирањата во вреди се внатрепартиско прашање. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Председателските кандидати на ланските избори потрошиле вкупно 7,5 милиони евра за кампања, од кои најголемиот дел 5,7 милиони се пари од државата, објави државниот ревизор. Најмногу се рекламирале на телевизија, а помалку на портали. Најмногу пари потрошиле Пендаровски и Силјановска Давкова. Вкупно 7,5 милиони евра потрошиле 7 председателски кандидати во кампањата за председателските избори, покажува последниот извештај на Државниот завод за ревизија. Според него, за политичко рекламирање кандидатите ни потрошиле нешто над 5,7 милиони евра. Овие пари од буџетот директно им се префрлени на медиумите, додека нешто под 1,8 милиони евра учесниците во кампањата ги обезбедиле од донации и други своји извори. Над 70%
10% од парите за реклами ги потрошиле Силјановски и Пендаровски. За екс-председателот и актуелната председателка Државната изборна комисија за реклами на медиумите им префрлила нешто под 4 милиони евра. И двајцата трошеле речиси идентично, по нешто помалку од 2 милиони евра. Османи потрошил околу 800.000 евра, а Таравари нешто над 700.000. Најмалку пари потрошил лидерот на Знам, кој за цела кампања се рекламирал за нешто над 100.000 евра. Најголем дел од рекламите или 3/4 председателските кандидати ги пласирале во телевизиите, кои заедно од кампањата инкасирале 4,2 милиони евра. 19% од рекламите оделе на интернет порталите, 7% на радијата, а само 1% во дневните весници. Согласно законот, учесниците во кампањата можат да потрошат најмногу по 110 денари од запишан гласач во избирачкиот список и како што утврдил ревизорот, сите кандидати се држале во законските рамки. За потранспарентно финансирање на изборната кампања, Државната ревизија предлага серија измени во изборниот законник во насока на подобро следење на трошењето за рекламирање, движењето на средствата собрани од донации и следењето на дистрибуцијата на рекламните кампањи на интернет порталите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Дел од трговците бараат продолжување на рокот за објава на цените на производите онлайн. Аптеките бараат да бидат иземени. Верниците се подготвуваат за Великден. Вапцени јајца и утринска литургија за Велики четврток. Аптеките бараат да бидат иземени од обврската за објавување на цените на нивните производи која почнува утре. Негодуваат и дел од трговците кои велат дека од 25 февруари, кога беше донесен законот, до денеска немале доволно време за да изработат веб страници. Аптеките да бидат ослободени од објавување цени на интернет, побараат Сдруженијето на приватни аптеки. Според нив, обврската е несоодветна затоа што не се обични трговци и ќе создаде дополнителен товар за фармацевтите. Барањата ги испратиле до Министерството за економија и кабинетот на премиерот. Приоритетната наша улога е давање на здравствена грижа кон пациентите. Со носењето на овој нов правилник едноставно се намалува можноста да ние како здравствени работници се фокусираме на нашата основна здравствена дејност. Сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Од владата потврдија дека барањето е пристигнато и ќе биде разгледано. Во однос на врската која произлегува од законот, како влада може да кажеме дека истата очекуваме да биде почитувана од сите засегнати кои ги опфаќа законот. Стопанската комора на трговци на големо и мало пак побара дополнителен рок за изработка на веб страници. Значителен дел од малите трговци се уште се во процес на адаптација, од технички, финансиски и кадровски аспект. Станува збор за реална потреба од дополнително време, со цел квалитетна и одржлива имплементација, велат од комората. Министерот за економија сонивки има средба после великденските празници. Дурмиши вчера го образложи правилникот, почнувајќи од утре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици и продавници за бела техника, играчки, железари, на веб страница мора да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ке треба да ги ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и времетрењето на акцијата. Објавите на социјалните мрежи нема да се важат. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Ова следи откако во февруари пратениците го изменија законот за потрошувачи и им дадоа рокот 45 дена на трговците да се прилагодат. Тој што нема да го почитува законот, ќе добие казна и до 10.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во новата просечна потрошувачка кошничка ќе влезат голем број земјоделски производи, пред се од домашното производство, вели министерот за земјоделство. Тој откри дека ќе биде изработен календар кои култури кога се произведуваат и се користат и врз основа на тоа ќе се прави пресметката.
Ние учествуваме заедно со останатите министерства во оваа потрошувачка кошница. Нашето министерство е во делот на производите, земјоделските производи кои што учествуваат. Верувате, голема е листата. Верувам дека министерството кое што ќе излезе со оваа потрошувачка кошница ќе ги има сите оние производи кои што влегуваат. Пред се застапени производите кои што ги произведуваме во Република Македонија. Ние како министерство, согласно календарот на производство на земјоделски култури во нашата држава, изработиме посебен календар кои земјоделски култури во кој период доспеваат и се во период на користење. Тој список е доставен до Министерството за економија и така е вметната за секој еден земјоделски производ да биде во период на искористување. Значи, знаете дека одредени производи се со сезонски карактер, така да во периодот на производство ќе бидат и вметнани во таа кошничка. Уште пред разденување, верниците вапцаат црвени јајца во пресрет на најголемиот христијански празник Великден. Утре е строг пост, а во сабота верниците ќе се подготвуваат да ја слушнат веста за Христовото воскресение. Од утринава беа полни и верските храмови каде се одржуваат литургии. Со денешниот Велики четврток започнува празнувањето на великденските празници. Уште пред изгреј сонце се бојадисуваат првите јајца во црвена боја, бидејќи се верува дека токму оваа боја ја означува Христовата крв. Храмовите и црквите низ државата утрово беа полни со верници, бидејќи се одржаа утрински литургии. По повод празникот архиепископот Охридски и македонски господин Стефан утринава богослужеше на Василиева литургија со вечерна во храмот Свети Димитри. На Велики четврток е востановена тајната вечера. Тогаш се случила тајната вечера и всушност е востановена светата Евхаристија или причестувањето, затоа што Господ Исус Христос кога седел со апостолите на трпезата, го зел лебот, го прекршил и им рекол: ова е моето тело кое се прекршува за вас, за прошка на гревовите, и им го дал да јадат. Потоа зел од чашата вино, го благословил виното и им рекол: пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет која се пролева за вас, за мнозина, за прошка на гревовите. Великден е најголемиот и најубавиот христијански празник, велат граѓаните. Денови резервирани за време со најблиските. Нешто најубаво. Нешто што не може да се опише. Вапцавте ли јајца? А ово са бајвен. Колку и во какви бои? По црвена боја, тоа значи воскреснување. Тоа е црвената. А после шарники направам. Дали бојадисувавте јајца? Да, секако, да. Апсолутно. Утрово сите или планирате и некој во текот на утрешниот ден да ги... Не, се разбира, пошто имаме помали дечиња, нешто ќе оставиме заедно со децата да учествуваат и они. Значи, не се сите, само да се обележи денот. Што ќе си посакате од Бога за овој празник? Да бидат живи и здрави, да му дај Господ секој да ги работи што треба да му се дадат и секој да има верба прво во Бога и во себе. Кога Светата Марија Магдалена пораснувањето Христови по неговото воскресение и вознесение заминала кај тогашниот император, таа му однела едно црвено јајце и му рекла: Христос воскресна. И во чест на тој настан, кога таа му соопштува дека Христос воскресна и му раскажала како бил распнат и слично, се востановило низ вековите понатаму во црквата да се фарбаат јајца, не случајно јајцето земено како предмет кој што се фарба, затоа што тоа символизира живот и символизира и воскресение и радост и така натаму. Утре Велики петок, строг пост. На овој ден Исус бил распнат. Велика сабота е ден во исчекување на Христовото воскресение. Навечер се оди во црква, а на полнок се кршат вапцаните јајца. Во недела се мрси, бидејќи на тој ден Исус воскреснал, а верниците се поздравуваат со поздравот Христос воскресна и навистина воскресна. Габриела Лескова, Сител телевизија. Дел од граѓаните викендов ќе одмораат во домашните туристички центри, но дел продолжениот празничен викенд ќе го поминат и надвор од Македонија. Колони возила имаше уште околу Пладне, иако во текот на вечерта и утре се очекуваат вистинските гужви на граничните премини. Голем број македонски државјани великденските празници годинава ќе ги поминат надвор од државата, главно во соседна Грција. Иако во текот на денешниот ден фреквенцијата на патници беше вообичаена, се очекува низино зголемување во вечерните часови, како и утре во предпладневните, поради продолжениот викенд. Според информациите од Министерството за внатрешни работи,
Во периодот од 8 до 12 часот денеска на граничниот премин Богородица не се забележани поголеми гужви на излез од Македонија кон Грција. Бројот на патници и возила бил речиси идентичен со претходните денови. Во наведениот временски интервал се регистрирани околу 2000 патници, од кои најголемиот дел, 1157 се македонски државјани. Со цел да се возможи побрз проток на патници, отворени се 5 ленти за излез од државата и 5 за влез. Од Министерството потенцираа дека се преземаат сите потребни мерки, при што во функција се ставени сите расположливи човечки и технички капацитети за забрзување на протокот, но со доследно спроведување на задолжителните гранични проверки. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.